Диалогот кој е во тек во моментов, како што знаете, е под покровителство на Европската Унија, а со поддршка на Соединетите Американски држави. Утрово на моje барање одржав одделни билатерални средби со претседателот Вучич и со премиерот Курти. Сакав лично да им укажам на важноста која како земја сосед на Србија и на Косово ја посветуваме на овој состанок и да им посакам успех во диалогот, бидејќи цврсто верувам дека е неопходен и единствен пат до решение во демократскиот свет во 21. век. Диалогот е единствената алатка за консолидација на регионот и за европската интеграција на двете земји. Отворен диалог со кој се решаваат отворените прашања од различни аспекти е од огромна важност и за регионалната стабилност, одржувањето на мирот и патот кој води кон просперитет на иднина не само за Србија и Косово, туку и за целиот регион. Предлогот на Европската Унија да ги нормализира односите на Србија и Косово и да придонесе кон севкупна стабилност. Лично ги охрабрувам страните да бидат конструктивни и да имаат продуктивен ден. Тука да сакам да изразам и благодарност до Соединетите Американски држави за нивната континуирана поддршка на диалогот меѓу Белград и Приштина. Сакам да потенцирам дека Република Северна Македонија не случајно е избрана како земја домаќин на овој диалог. Северна Македонија денес е препознаена како почитуван партнер на меѓународната заедница и фактор на стабилност во регионот. Договорите кои ги подпишавме, Охридскиот, Преспанскиот, како и договорот за добрососедство, се потврда за нашиот европски дух, за затворање на прашање со кои го трасираме патот на иден развој на земјата. Владата, предводена од мене и од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, спроведува политики на решавање, а не политики на создавање на проблеми. Земјите во регионот имаат раководства кои се однесуваат европски, а нивните земји заслужуваат европска перспектива. Токму затоа сега е вистински момент да се забрза евроинтегративниот процес, кој е важен за сите земји од Западниот Балкан. Нашата земја со поддршка на Европската Унија постигна историски исчекор кој го трастира патот кон европските и евроатлантските интеграции. Станавме членка на НАТО, а во јули минатата година одржавме првата меѓувладина конференција со Европската Унија во Брисел. Во тек е и билатералниот скрининг, кој што се одвива исклучително успешно, што е констатација на Европската Унија, а не само наша констатација. Да подсетам дека ветувањето на председателката на Европската комисија фон дер Лејен, договорот меѓу Фронтекс и Северна Македонија да биде подпишан на македонски јазик, се исполни и истиот беше подпишан во октомври минатата година. Со тоа, македонскиот јазик и македонскиот идентитет се целосно заштитени и се дел од европското семејство, каде ќе бидат вреднувани и ќе се развиваат. Истовремено, Европската Унија го одржа своето дадено ветување. Денес Република Северна Македонија е високо почитуван партнер на меѓународната заедница. Во годината кога одбележуваме 30 години од нашето членство во Организацијата на Обединетите нации, ние сме и земја председавач со најголемата регионална организација ОПСЕ. Покажавме и докажавме дека сме земја која гради пријателства и сме пример за добрососедство. Силно веруваме во диалогот како цивилизирана форма на комуникација, како единствен пат кој води кон напредок и развој. Нашата стратешка цел е влез во Европската Унија заедно со сите соседи. Почитувани медиуми, местото на Западен Балкан е во Европската Унија. Географски, историски, политички и цивилизацијски. Особено во услови на геополитички превирања, длабока поделеност на светот и воена агресија на европскиот континент. Ова е важно да се нагласи повеќе од кога било досега. Сите се залагаме за подобра иднина за целиот Западен Балкан, каде конфликтите и несогласувањата ќе останат во минатото. Затоа сакам јасно да порачам дека ние сме политичари кои носат тешки, но државнички одлуки. Никому не му е лесно во вакви ситуации, бидејќи диалогот значи и отстапки, но знаеме дека тие тешки одлуки се за подобра иднина на сегашните и идните генерации. Сигурен сум дека времето ќе покаже дека сме земја која секогаш била на вистинската страна на историјата, миролюбива, со добра мисла и грижа за нас, за соседите,
за доброто на сите, а и во иднина ќе продолжиме по истиот пат. Мојата визија е да го видам Западен Балкан развиен, модерен, интегриран во Европската Унија. Тоа е наш приоритет, затоа работиме и кон тоа се стремиме. Нашите граѓани да живеат дома, граѓаните на сите наши држави на Западен Балкан да живеат дома со подобар стандард и со подобар квалитет на живот. А напредокот кон европската интеграција на државите од Западен Балкан е и цел на Берлинскиот процес и на иницијативата Отворен Балкан. Ќе продолжиме да ги градиме регионалните иницијативи за развој на економијата и на стопанството, како и мобилноста на граѓаните. Јас како човек кој сака да го види регионот целосно интегриран во Европската Унија, сум целосно посветен и ќе направам се што е во моја моќ да дадам подршка на овој процес. И во мај ќе одам и на состаноци и во Њујорк и во Вашингтон со истата оваа цел, со цел унапредување на добрососедските односи на Балканот и напредување на целиот регион кон целосна интеграција во НАТО и во Европската Унија. Уште еднаш посакувам успешни разговори и како добри домаќини даваме гласна и јасна подршка на дијалогот и на решавањето на сите предизвици преку дијалог и договор.